Уфрлање кон Гешовски, меѓутоа расчисти повторно одбраната на Работнички. Нема прекршок, Ацески си создаде убав простор и Димитриевски одлична одбрана. Еве го најубавиот потекна над преварот до сега. Рутевски. Еве убаво фрлање. Гешовски сам, нема помош од своите соиграчи. Ацески се придодава. Гешовски убав удар и 1:0. 1:0 водство на екипата на 11 октомври, 8 минута. Еве само по 60 на секундино удар на Ацески. Гешовски одлично по земја. Немој кен Димитриевски стори се што можеше, меѓутоа на крајот топката завршува за неговиот грб во мрежата од гостинскиот гол. Слободен удар кој го изведува. Да видиме автогол, ево ефектен Лазаревски центрираше и да видиме од кого е овој автогол. Данаилов автогол, само да забележиме. Ова е 19-та минута од првото полувреме, 1:1 автогол на Данаилов. 2 гола и би рекол 2 нереализирани шанси за домаќините кои беа казнети со овој автогол на Данилов. Еве убава сега шанса. Гешовски втор гол. 21 минута, почеток на 21-та минута. 2:1. Еве зошто фудбалот е интересен. Се надевам дека и впрочем и оние кои го следат овој натпревар дека ќе гледаме уште интересни вакви ситуации пред двата гола. Гешовски, втор гол. Ќе има сега доста работа за одбраната на 11 октомври. Се уште не изведен слободниот удар, дури сега дава знак Стојанов, одличен удар. Каква грешка сега на одбраната, практично и Коруновски греши 2:2. Еве, колку наивно примени 2 гола. Тоа беше Тодоровски, сега контра на Работнички. Може да биде опасно разредена домашната одбрана. Тодоровски и 3:2. Борче Маневски 3:2 водство на Работнички. Прво водство, на 2 пати брка водство на домајкинот и би рекол, еве, ја искористи ова уфрлање во средината таму на 7-8 метри. Нема гол, ќе има нов корнер. Каква шанса сега не реализира. Дали беше тоа Обрадович? И се очекува секој момент да биде означен крај на надпреварот. Ова е практично последната акција на денешниот дуел и дали ќе биде ова за 4:2. Коруновски спасува сигурен гол. Одлично го направи се во ова фудбалски Благоје Тодоровски во овој момент. Крај на средбата. Надпревар со пресврти. Домајкинот 2 пати водеше, Работнички стигна и на крајот успеа да ги освои 3 бода во клуб. Тежок надпревар со многу голови. Значи, самиот почеток, почна со тие голови, не изненадија, ние мислевме дека многу ќе имаме контакт со топка, не изненади голот во првите минути и моравме после да брзо да нападнеме. Нивната екипа се повлече со кроз позади. Ние моравме да бараме постраничните позиции, успеавме, изедначевме бргу, али они пак, ќе кажам, бргу ни дадо гол, кај што тука мораме да поработиме на таа дефазивна работа, секој такмица такви голови примаме. Јас пак ќе кажам, нашата екипа веќе го препознатува тој победнички дух и стално збориме кога и да примеме 2, мораме 3 голи да дадеме. И они самите играчи дадоа максимум, дадоа уште 2 гола, 3:2 победовме, имавме уште некој шанса 2, не ги искористивме. Морам да кажам дека топлото време пак дава напор голем за вакво темпо, за вакви утакмици, за да дадат максимум, али многу битно утакмици не беше оваа за победа за 3 бода, ние ги освоивме, им честитам на моите момци за залагањето за победа. Секуловски на дебито број 2 на клупата на 11 октомври против Работнички. Имавте шанси, имавте водство, на крајот противникот може би го искористи тоа искуство и стигна до бодовите. Може би незаслужено, но ги однесе бодовите од клуб. Па, прво да му честитам на моите играчи за желбата. Имаја огромна желба за победа. Сакаја да ја сменат ситуацијата на овој надпревар. Да им честитам исто и на противникот на победата. Мислам дека навремено постигнавме и 1 гол
Навремено го дадовме и вториот гол. Меѓутоа примивме голови од несватливи, наивни грешки. Општ коментар на публиката е дека грешките се на одбраната, потесната одбрана. Па, јас секогаш грешките ги гледам колективно, не можам индивидуално да носам суд за индивидуални грешки. Едноставно се случија тие грешки, ќе речем уште еднаш, наивни, сите три гола ги примивме по наши наивни грешки, така што не ни останува ништо друго во наредниот период, освен да работиме на отклонување на тие грешки, што е можно побрз излез од тоа непријатна ситуација. Морам да ве запрашам, ве очекува тежок дуел со екипата на Напредок Лукичево следната сабота. Прво имаме среда куп Скопје, значи одиме ред по ред. Прво да помени тој натпревар, па потоа ќе размислуваме за Напредок. Јас реков на почетокот на мојот ангажман дека ние мораме на секој натпревар да одиме на победа. Едноставно немаме избор, така што дали играме дома, дали играме гости, дали играме со поголем фаворит или со екипа од наш ранг, ние мораме на секој натпревар да атакуваме на трите вода. Меѓутоа и не е се загубено кога се работи за самиот пласман на таблата. Добро, рано е, има уште Многу до крајот. 27 кола до крајот, така што ништо не е изгубено. Меѓутоа, мораме од вакви надпревари, ако веќе не можеме да победиме, тогаш да не загубиме. Така што, јас пак реков, останува ова што го изгубивме тука на домашен терен да го надокнадиме негде во гости. Нема, ни останува да работиме понатаму на отклонување на недостатоците кои што се појавија во играта, да ја подигнеме играта на повисоко ниво и на секој надпревар да се трудиме да стигнеме до трите вода. Се надевам дека ќе се исполнат вашите очекувања, ви благодарам за изјавата, ви посакувам успех во следниот период. Ви благодарам и вас.